Овие информации ги добиваме од директорот Антонио Димитров. Ова утро сум во посета на културно-информативниот центар, да дознаам од директорот на центарот Антонио Димитров, да слушнаме кои се актуелни изложби, поетски читања и се она што е актуелно и интересно во центарот, да ги известиме гледачите малку од областа на културата, да дојдат да го посетат центарот, што може да видат, особено во овој зимски период, кога е студено, да се остане надвор, во затворен топол простор, да се едуцираат од областа на културата. Добро утро. Добро утро. Фала Богу што некој му текна да дојде и да проследи нешто од областа на културата, затоа што медиумиве само не викаат путрински програми или не игнорираат комплетно. Меѓутоа, доколку не постојат медиумите околу културата и доколку не ја следат, нема да се создава нова публика и настанејќи ќе ги правиме за себе. Да. Што не е поентата, нели? Да. Мора да постои некаква едукација, мора да постојат медиуми како некакви алки во целиот тој синџир. Така што ви благодарам што дојдовте, го погодивте моментот, затоа што ноември и декември се некако најнабиени месеци, сите гледаат да ги завршат програмите. Така. И сега е програмата прилично интензивна. Значи, кај нас знаеме како функционира, се случува во мај, јуни и тука некаде при крајот на годината, октомври, ноември, декември. Активни месеци. Да, така што сега имаме буквално секој ден по неколку настани во КИЦ Скопје. Што се случува, што е интересно за нашите гледачи да дојдат да посетат? Од каде да почнеме? Еве, вчера се случи еден навистина фантастичен концерт на бендот Next to Silence. А од она кое што се случува во моментов и кое што ќе се случува, еве токму во моментов се мести опремата за одбележување на јубилеот 90 години од раѓањето на Петре Андреевски, нашиот голем писател, со еден мултимедијален настан. Тоа се случува сега во 12 часот, а во теке изложбата на Никола Пијанманов, изложба која што предизвика навистина сериозни реакции, беше можеби најголемата наша изложба во годишната програма за 24-та година и ете продолживме уште малку поради интересот, па ќе имаат прилика љубителите на уметноста да ја погледнат уште неколку дена. Да, веќе не е насловена. Веќе не е насловот и имаше доста посета. Интересна, необична. Никола е еден уметник кој што има некаква тежина, кој што има некаква позадина позади својата уметност, нели не е празна неговата уметност и покрај тоа што е сликар, ја следи и книжевната сцена и филозофијата и тоа е очигледно во неговите дела, така што Да, ја снимивме неговата изложба, ќе имаат прилика и гледачите да ја накратко само да видат за што станува збор, а ќе ги поканиме секако во КИЦ да ја посетат изложбата на Пијанманов. До кога е отворена? Ја продолживме. Дека има интерес. Па мислам дека ќе трае до 20 до 29, барем во овој салон во Империјал 2. Во Империјал 1 на 21 ноември се отвара изложбата која што ја правиме во соработка со Друштвото на ликовни уметници Глум, мал формат. Тие кон крајот на годината секогаш е во принцип во ноември кон крајот на годината наградата за ќе се доделува наградата за мал формат и изложбата на мал формат на уметниците кои што се членови во Глум. Тоа се отвара значи на 21 ноември. Вечерва да споменеме дека има детска театарска представа која што ја правиме во соработка со детскиот културен центар, исто така градска културна, сродна градска културна установа. 22.11 е концертот на Сашко Костов, еден наш етаблиран музичар, кој што се бави со театарска музика, меѓутоа дека ќе настапува со него авторска музика. 25 ноември е промоцијата на книгата Поглед одстрана, Рацин, од академик Горан Калуѓера. Ете се погодија некои јубилеи периодов, го одбележуваме излегувањето
на Бели Мугри, на Раци, нете 90 години од раѓањето на Петре Андреевски, така што доста јубилеи книжевни се погодија и мислам дека е ред да ги обележиме, посебно кога се работи за една ваква величина како Рацин. И на 4.12 е пијано рецитал на Дино и Мерисе, тоа ќе се случува во салон 19 горе. Меѓутоа ќе ги најавиме овие настани Понатаму. Сосема доволна е сега за крајот на ноември. Најава, да, на денот на планината ќе правиме презентација за искачувањето на Хималаи на еден наш Златко Јаковски, познат хималаист. Алпинист, така? Алпинист, да, кој што искачи неколку врвови над 8.000. Така што имаме широк диапазон на настани кои што ги опфаќаме од литературата, ликовната уметност, театарот, да, доста театарски представи, детски театарски представи, новогодишни, на крајот на годината. Затоа тоа не е причина уште еднаш да ве посетиме, кога ќе го имате, ќе имате оној список на активности понатамошни, рековте изложби, театарски представи за деца во месец декември, повторно ќе дојдеме, ќе ги најавиме и нив, за сега сосема доволно. Сите оние кои што сакаат култура, не достига во градов култура на вистина, но и луѓето мислам дека се жедни и за литературни поетски читања, и за театарски представи и така натаму, може да го посетат КИЦ. Сосема за крај, од колку до колку часот е отворено, дали се наплаќаат билети, некоја плюс информација за граѓаните? Не, програмските настани наши се бесплатни, сите без исклучок, не наплаќаме влезници, без разлика дали се работи за концерт, за изложба, работното време е од 10 наутро до 20 навечер, што се однесе од изложбите, доколку има концерт, може да се посети и изложба во меѓувреме, затоа што концертите нели траат до 22, можеби и повеќе, па може да се посети и некоја изложба, доколку има отварање на една изложба, може да се посети и друга што била претходно отворена. Така што Тоа е тоа, сосема доволна за да ги поканиме гледачите да го посетат културно-информативниот центар во центарот на градот. Ви благодарам за разговорот. не може задоволство.